Благодарам, председателя. Почитувани колеги, веќе 8 пат како власта на Република Македонија бара одземање на имунитет на пратеник од редовите на опозицијата. Оваа власт се дрзнува за лажни и конструирани дела да симнува имунитет на пратеници. Морам да кажам дека денес е вистински предизвик да се биде пратеник, но во исто време е и огромна закана да си пратеник од опозицијата во Собранието на Република Македонија и во исто време да ја критикуваш оваа влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Затоа што можеби си следен на листата за одстрел, можеби си следен на оваа комисија за одземање на ќе биде следен за одземање на имунитетот. Денес разговараме за одземање на имунитетот на колегата пратеник Трајко Велјановски. Пратеник кој 10 години беше председател на овој законодавен дом. Председател кој работел секогаш по устав, по закон, почитувајќи го Собранискиот деловник. И токму затоа денес му се одзема имунитетот, токму затоа што го почитувал Собранискиот деловник. Добро знаете дека колегата пратеник Трајко Велјановски не дал ниту една причина да биде вака третиран од ваша страна. Настрана тоа, добро знаете и добро го познавате колегата и како ваш колега и како човек кој секојдневно го сретнувате и имате контакти со него, пратеник кој редовно присуствувал на сите собраниски седници, собраниски комисии и го дава својот придонес на истите. Пратеник кој исто така вчера овде од оваа сала тука ви се обрати, кој од правен аспект детално ги образложи аргументите и фактите кои што секако треба да бидат земени во предвид. Колеги, законот треба да важи за сите подеднакво, а не да постои селективна правда. Имунитет на пратеник се одзема од 3 причини. Да не ја напушти државата, да не влие врз сведоци, да не го повтори делото. Само да ве подсетам, колегата Трајко Велјановски се терети за нешто од пред 2 години. Доколку навистина бил виновен за било што, доколку навистина направил, како што велите, некако вид на тероризам, во овие 2 години тој можел да ја напушти државата, но колегата Трајко Велјановски и вчера, и денес, и во изминатите денови е овде во Собранието на Република Македонија. Многу е чудно и е повеќе од симптоматично што обвинителството ја сменила одлуката. Затоа што истите овие 4 наводи, прочитаните СМС пораки, истото тоа обвинителство и сите надлежни за овој случај ги имало на располагање од ноември 2017 година. За во јануари 2018 година истото тоа обвинителство да одлучи дека врз основа на тие СМС пораки и на сите наводи што ги има, нема основа за покренување на обвинение. За сега, повторно, врз основа на истите тие пораки, кои што им биле на располагање повеќе од 1 година, гледаме дека утврдува дека имало основа за покренување на обвинение и тоа за тероризам. Повеќе од очигледно е дека во изминатата година некој од политички побуди, или не знам какви поинакви, влиел на тоа обвинителство за тоа да го смени својот став. Како и сите оние материјали кои што претходно ги оцениле како несуштински, ги оцениле како немање основ за обвинение за тероризам, денес да бидат оквалификувани како обвинение и тоа од највисок вид, како обвинение за тероризам од страна на пратеникот Трајко Велјановски. Колеги, врз основа на што цените дека е потребно да се земе имунитетот
дека се исполнети условите за одземање на имунитетот на почитуваниот колега Трајко Велјановски. Зошто воопшто постои пратеничкиот имунитет? Зошто ние воопшто имаме имунитет? Ако на секое барање на судот, без никакви докази, се одговара со одземање на имунитет, или како што вчера еден колега рече овде, што сме ние, нотаријат, кој само става печат и проследува понатаму. Па за тоа постои архива. Не е потребно да има ниту комисија, ниту собрание. Го представувате сето тоа дека ако не се одземе имунитетот, цел судски процес ќе падне во вода. Одземањето на имунитет нема никаква врска со водењето на овој судски процес. И тоа вие добро го знаете. Одземањето на имунитетот и целата представа, која денес и вчера се случува овде и се случуваше, ќе биде негово предвремено осудување. За секој граѓанин на Република Македонија важи презумцијата на невиност. Спротивно на тоа, денес, како во судница, се осудува колегата Трајко Велјановски. Дали само за опозицијата не важи таа презумција на невиност? Вие денес правите овде театри, глумите инквизиција како да сме во средниот век. Иако сите вие, колеги, добро знаете дека колегата Трајко Велјановски го почитуваше законот, уставот, работеше по деловникот на собранието, нешто што вие сега не го правите. Сосема спротивно од тоа како вие денес ја водите оваа држава или оваа влада ја води оваа држава. Денес треба да преовлада свеста и разумот кај секој од вас, за да може колегата Трајко Велјановски да ја докаже својата невиност, да ги отфрли сите неосновани обвиненија од себе, да го докаже тоа пред институциите на правдата, но и пред целата македонска јавност, да може достоинствено да се брани од слобода. Воспротивно, се претвараме во една монструозна институција, каде претениците сами себе се судат и се осудуваат, се изрекуваат пресуди. Земањето на имунитет е многу сериозна работа. Земањето на имунитет значи осуда пред време. И верувам дека и тоа добро го знаете. Но за жал, изгледа дека сте само извршители на оваа власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев. Ја погазивте Социјалдемократскиот сојуз, оваа влада и вие како пратеници, ја погазивте правната држава во Република Македонија. Апсењата и притворите не се производ на правото. Тие се производ на самоволието кое што владее моментално во Македонија. Оваа власт се плаши од народот во Република Македонија и по секоја цена сака да го заплаши. Апсењата и притворите се само последен обид на оваа исплашена власт да ги спречи промените кои се неминовни. Свесни сте дека народот не ве поддржува повеќе, дека на граѓаните на Република Македонија им е преку глава од самоволието на Зоран Заев, преку глава им е од неработата на министрите, од предавствата. Свесни сте дека паѓате, дека губите и затоа во очај подмолно одите со внесување на страв помеѓу граѓаните на Република Македонија преку самоволен политички прогон. Ова е очајнички потек за внесување на страв помеѓу народот. Затоа се апси врз основа на изјави на сумнителни лица, без докази, и тоа со години после настанот за кој самите се теретат. Очигледно е дека оваа власт секојдневно паѓа и тони. Вие сакате да се зборува за притвори, за апсења, за изживување во тие притвори, за да не се зборува за непотизмот во невисоките кругови, да не се зборува за здравството кое наместо да лечи убива,
да не се зборува за работата или за неработата на министерот Оливер Спасовски, гледајќи сведоци сме дека секојдневно исчезнуваат луѓе, а министерот ги чува таблите. Сведоци сме дека сака да не се зборува за економијата која тони, за сиромаштијата во која се наоѓаат граѓаните на Република Македонија, да не се зборува за тендерите, за богатењето на мал круг луѓе околу Зоран Заев, за земјоделието кое е во хаос, за излажаните земјоделци, за младите кои ни заминуваат и не само младите. Државата ни се оцелува, народот цел ни се оцели. Затоа се апсат луѓе од опозицијата. Со овој чин се покажува дека правната држава е подредена на политичката волја, која што во моментот се одликува со политички прогон на политички неистомисленици. Сведоци сме како власта на чело со Социјалдемократскиот сојуз секојдневно врши репресија и притисоци врз пратеници, функционери, членови на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Единствен греф, ако може да се нарече греф, за сите нив е тоа што останаа доследни во тоа што веруваа. Не успеавте ни вие, ниту оваа влада да ги уцени, да ги скрши. Останаа доследни во својот став за непромена на устав и за жал затоа сме денес овде. Ова е начин на замолчување на неистомислениците со измислени судски процеси со цел деградирање и девалвирање на сите кои гласно ви се спротивставија. А се со една цел – замолкнување и заплашување на народот во Република Македонија. Свесни ли сте дека се играте со човечки животи, со човечки судбини, со судбините на цели семејства, кои вчера и претходниот ден гледа како нивните најблиски се претепани? Каде е одговорноста за тоа? Државата не успеа да ги заштити. За ова треба да има одговорност од највисоките структури од оваа власт. Дали сте свесни дека на овој начин само го будите пркосот и гордоста кај секој од нас, кај секој македонец? Колеги од власта, би требало до сега да ви стане јасно дека што и да правите, не можете да не замолчите. Напротив, постигнувате контраефект. Ние сме уште посилни. Затоа што љубовта кон Македонија е над се. Џабе ви се сите заплашувања. Прекинете со овие циркуси и инквизицијски представи и одземете ни го имунитетот на сите нас. Слободно одземете го имунитетот на секој пратеник од опозицијата и апсете слободно и затварајте. Само едно немојте да заборавите. Тркалото се врти. Денес сте таму, утре сте тука. Сето ова како бумеранг, една ден ќе ви се врати, ќе ви се одбие од глава и верувајте, тоа ќе биде многу брзо. Благодарам. Благодарам, колешка. Дали некој сака да се јави за реплика? Јас би се јавил за реплика. Имам потреба само да појаснам кратко неколку работи. Прво, мислам дека, и коригирайте ме ако грешам, мислам дека не намерно направивте грешка кога рековте дека имунитетот на претендикот се одзема заради три причини, односно можност за бегство, можност за влијање врз сведоци и можност за уништување докази. Тоа се основите за притвор. Имунитет на пратеник кога се одзема за да може судот да одлучува дали се присутни основите за притвор. Односно, ние не одлучуваме дали во овој случај или во било кој друг овие основи се присутни. Зборувавте за досегашната постапка во предистражната постапка за претендикот Велјановски и рековте дека обвинителството ја променило одлуката и дека на почетокот ги оцениле материјалите како неосновани. Би сакал да го изразам моето несогласување кон тоа. Обвинителството не ја промени одлуката, обвинителството ја доврши истрагата. Одлуката е ова, одлуката е во форма на обвинителен акт